Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. ВМРО од ДПМН континуирано ги лаже граѓаните. Имено, на вчерашната пресконференција на господинот Владимир Неловски од ВМРО од ДПМН беа изнесени низа лаги и манипулации. Депонија во Неготино нема и нема да има. Единствено нешто што труе во Неготино се лагите и манипулациите на ВМРО од ДПМН. Денес можам да ви потврдам дека ние, како Социјалдемократски сојуз на Македонија и градоначалникот на општина Неготино, го поздравивме демократскиот чин на собирање на потписи за распишување на референдум, што впрочем за тоа потврда добивме и од овластениот предлагач на иницијативата, господин Сашко Тодоров, председател на Сдруженијето на граѓани Ековита, на една од седниците на Советот. Почитувани граѓани, барањата од иницијативата за референдум се целосно исполнети. Прекината е постапката за продажба на градежно земјиште, но не од народниот правобранител, како што кажува Владимир Неловски, туку од Комисијата за спроведување на постапките за електронско јавно надавање. Поништена е одлуката за урбанистичка планска документација во населено место од страна на Советот на општина Неготино. Вистината за депонијата во Неготино е сосема поинаква од таа за која што зборуваше Владимир Неловски. ВМРО ДПМН во 2009 година носи одлука на Совет за предвидување на депонија во Неготино. ВМРО ДПМН во 2012 година поточно Милијан Екиевски, како тогашен министер за транспорт и врски, го дава истото земјиште на концесија од 50 години за изградба на депонија за индустријски, инертен и неопасен отпад. Во време на ВМРО ДПМН, презентација за намена на земјиштето се правеше во селска продавница со 5 присутни жители. Во мај 2019 година, Советот на општина Неготино со 15 гласа за, односно, сите членови на Советот едногласно ја носат одлуката за урбанистичка планска документација во населено место. Овде го прашувам лично господинот Неловски, зошто не ги праша луѓето од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Неготино, кога му давале информации на оваа тема? Зошто не му кажале дека сите советници од редовите на неговата партија гласаа за донесување на одлуката за урбанистичка планска документација во населено место? И зошто советниците на ВМРО ДПМН од Неготино немаа ништо против програмата за управување со градежно земјиште во која што беше предвидено продажба на споменатото земјиште? Градоначалникот Делков и советниците на СДСМ будно го следеа собирањето на потписи и најважно од се, го слушна гласот на народот. Постапката за продажба на земјиштето е прекината, одлуката за урбанистичка планска документација во населено место е поништена. Значи, господине Неловски, далеко е од вистината тоа што го кажувате дека градоначалникот Делков и советниците на СДСМ ја предвиделе оваа парцела за депонија. Повторувам, дека намената на земјиштето е донесена во 2009 година и ве подсетувам дека во тоа време во Неготино на власт беше токму вашата партија. За разлика од ВМРО ДПМН, кои ја предвидија депонијата, ја дадоа концесијата и во нивно време работеше депонијата, денес целосната постапка е прекината. Почитувани граѓани, од причина што барањата на граѓаните на општина Неготино се исполнети, ние како одговорно мнозинство и сериозна партија донесовме одлука дека барањата за референдум е безпредметно. На граѓаните на Неготино не им требаат големени финансиски обврски. На граѓаните на општина Неготино им е кристално јасно зошто ВМРО ДПМН ова го прави во момент кога во Неготино се случуваат следните процеси. Од општина која беше 2 буџети задолжена, денес е раздолжена. Во момент кога Неготино после долги години за прв пат немаше рестрикции на водата за пиење. После долги години се реконструира спортско-рекреативниот центар Младост. После долги години се изврши целосна реконструкција на спомен костурници.
се гради социјална зграда, се гради детска градинка, се реконструираат подрачните училишта и средното општинско училиште. Се поставува ново летно осветлување во градот и населените места. Започна изградба на колектор за отпадни води Тимјаник Неготино. Се реконструираат улиците во градот и во населените места. Се раздолжува јавното предпријатие Комуналец и се зголемува со механизација. Се формира јавно предпријатие за паркинг и се решава сообраќајот во градот. Почитувани граѓани, на сите овие позитивни моменти ВМРО ДПМН одговара со лаги и манипулации. Таквите политики граѓаните ќе ги казнат на изборите на 12 април. На самиот крај го повикувам господин Владимир Неловски од име на градоначалникот на општина Неготино Тони Делков и советничката група на СДСМ и коалицијата јавно да се извини за искажаните лаги и невистини, во спротивно ќе ги превземеме сите потребни мерки за докажување пред надлежните институции. Ви благодарам.